Јас и Моника, минатата емисија почнавме да ги толкуваме вашите соништа. Денес продолжуваме онаму каде што застанавме. Следува рубрика Соновник. Факт е дека сите сонуваат. Некои сонуваат убави сништа, некои помалку убави, некои лоши, а некои ептенкарди сништа. Имате цели 7 дена да сонувате и барем еден дел од вашите сништа да запомнете. Па затоа ние сме тука да ви помогнеме да го објасниме вашиот сон што значи. Ако сте сонувале акумулатор, ќе имате добивка, но ако сонувате празен акумулатор, ве чека загуба. Ако сонувате било каков алат, тоа значи дека ќе имате напредување во работата. Ако сонувате дека носите алка, тоа значи дека ве очекува љубовен настан. Ако сонувате само алка, тоа значи дека некоја работа не сте ја завршиле. Но ако сонувате пукната алка, тоа значи дека ќе се разделите со некој на подолго време. Ако во сонот сонувате алкохол, тоа значи живот и здравје. Ако пиете сами алкохол, тоа значи дека имате лажни пријатели. Но ако пиете во друштво, ве очекува веселба. Ако сонувате алтани, ве очекува богатство. Ако примате алтани, тогаш ќе ви се исполнат очекувањата. А ако плаќате со алтани, тогаш ќе доживеете длабока старост. Ако сонувате емајлија, тоа значи дека имате среќа и заштита. Ако во сонот носите емајлија, тоа значи дека ќе имате љубовен настан. Ако сонувате амазонка, тоа значи кавга во куќата. Ако сонувате ананас, тоа значи дека ве чека друштвена забава. Но ако во сонот јадете ананас, ве чека парична добивка. Ако на сон видите ангел, тогаш имате заштита за кое што не знаете. Ако на сон разговарате со ангел, тогаш многу желби ќе ви се исполнат. Но ако на вашиот сон вие сте ангел, тогаш ве очекува болест или несреќа. Ако сонувате антена, ќе чекате добра вест. Ако сонувате антикварница, чувајте се од најблиските. Ако сонувате аплаус, желбите нема да ви се исполнат. Ако сонувате апсење, ќе бидете обвинети без причина. Ако сонувате аптека, ве чека ненадена среќа. А ако пак во сонот вие сте аптекар, ве чека добра заработувачка. За да не претераме, овде ќе застанеме. Но не секирајте се враќаме точно за 7 дена. А вие, ако нешто испуштивте, проверете не на YouTube. Напишете само Extra Team Соновник и потсетете се. До следната емисија, сонувајте!